Празот е култура која е засејана речиси на секоја обработлива површина во Василевското село Градашарци. Веќе е во фаза на искоренување, а земјоделците задоволни од пласманот, но и од откупната цена. Велат 120 динари од сноп се продава на мало, а не е ни мала цената на големо. Ние праз сееме по 2 декара, декар и пол сееме празок квалитетен. Кажам ти тоа не е право се гледа, па носиме на кванто, тука има откуп и тоа. Која е цената? Задоволителна ли е? Цената беше од почетку 120, 130, 140. Таа беше цената. Празо е, квалитетот не гледа се. Праз... Има ли доволно откуп на празот во Градашарци? Има. Министерството за земјоделство изготвува проекти преку ИПАР 2 програмата и кофинансира 60% од конкурентите за мали сушари, каде празот како култура ќе најде пласман, не само во земјава, туку и на некои од европските пазари. Ние формиравме гарантен фонд каде што 50% од хипотеката ќе ја гарантираме и секако имаме многу едно поголна субвенција, тоа е 50% од каматата што земјоделецот ќе земе од банките, ние ќе му ја кофинансираме. Денеска во Градашарци во име на културата која во секое семејство се одгледува, се одржа и манифестацијата насловена како Ден на празот. Општинските власти настојуваат да обезбедат услови оваа дејност да опстане и да биде карактеристична и во иднина за овој крај. Ние даваме правиме максимални напори за изнаоѓање на начини за пласман на земјоделските производи, а вклучувајќи го и празот овде во населеното место Градашарци, која е една од културите која најмногу се одгледува и е една од најквалитетните заради видот на почвата, односно заради алувијалната почва која имаме овде на оваа територија. Пити, баници, проја, погачи и многу други традиционални јадења во кои се користи празот, денеска се најдоа на големата трпеза, од која може да вкусат стотиците гости кои доаѓаат од сите страни на Македонија, приготвени од вредните домакинки од Градашарци. Значи, доста често го потребуваме, сме производители, значи, и го користиме во секојдневниот. Така, значи. Јас во мојата кујна го употребувам често празот. Правам баница, пита со праз. Министерството за земјоделство поттикнува одржување на вакви манифестации, бидејќи тие предонесуваат за развој на руралните средини, за зголемување на земјоделското производство и за популаризација на туризмот.